Блаж Зидар има мисија да патролира покрај бодликавата ограда на границата меѓу Словенија и Хрватска, да фаќа мигранти кои се обидуваат да ја пречекат и да ги предава на полицијата. Поранешниот професионален словенечки војник, облечен во камуфлажни панталони со долг нож што виси од неговиот појас, е еден од будниците што себе си се нарекуваат домашни чувари. Антимигрантско движење кое до неодамна беше незамисливо во традиционално либералната алпска држава. Самото име на оваа група предизвикува сеќавање на милицијата што застана на страната на фашистите за време на Втората светска војна. Моја желја е да се лепо по старом миру и да код покојенец да имам мир. Вендар па варносни разлоги тега не омогочува. Зидар се жали дека морал да действува затоа што словенечката полиција не ја работи својата работа. Аналитичарот Миха Ковач вели дека на краток рок десничарските групи не представуваат реална опасност за малата земја. Но ако мигрантската криза продолжи, ваквото движење може да стане поагресивно. The main reason for all these movements in Italy and in Hungary and in Greece is the inability of European Union to deal with the immigrant crisis. Словенечките власти се чини дека не им пречат на самоименуваните чувари кои патролираат, се додека не прават ништо спротивно на законот. Samoorganiziranost posameznikov nikakor ne pomeni nezaupanja v delu policije. И покрај тоа, сликите на маскирани мажи во воени униформи кои се појавија пред околу една година шокираа многумина во Словенија, родното место на американската прва дама Меланија Трамп. Најголемата волонтерска група, наречена Штајарска гарда, е снимена како дава заклетва за обезбедување на јавниот ред во земјата. Командантот на групата, Андре Сиско, вели дека неговата цел е да ги обучи луѓето да ја бранат својата земја и да им помагаат на војската и полицијата во време на масовни миграции од африканските и азијските држави, претежно муслимани. Потем луѓство во велики мери нас подпира. Јас морам речи да нас на цести ставлjajo нам честито, правиме да нас подпираат. Сиско, кој мина 9 месеци во притвор за своите активности, инсистира на тоа дека неговите чувари не носат вистинско оружје или не прават ништо незаконски.